Се надеваме дека до крајот на 2019-та, после Украинската црква, МПЦ ќе биде следна која што ќе добие томос за автокефалност од страна на Цариград. Ова денеска во Прилеп го истакна митрополитот Преспанско-Пелагонски Петар. Според владиката Петар, за сега немало постојани контакти со Вселенската патриаршија, но очекува дека тие ќе се воспоставеле по празниците. Сепак официјално одобрение и знак за тоа се чекало од ФАНР. Ова според митрополитот Петар и било ветено на МПЦ. Веќе го исполнуваме не сега, туку многу поодамна сите услови за тоа, само можеби требаше да почекаме да дојде денот за да се исполни таа наша надеж и тоа ветување што ни беше кажано од поодамна дека ќе дојде денот за да биде признание нашата света црква како таква. Инаку Русија остро реагираше на одлуката Цариград да ја признае Украинската црква. Портпаролот на РПЦ Владимир Легоида рече дека документот е резултат на политички и лични амбиции и тој бил потпишан со кршење на каноните и затоа немал никаква канонска сила. Според експертите пак, само прашање на време било кога оваа одлука на Вселенскиот патриарх Вартоломеј ќе донесе уште поголеми поделби и потреси во православниот свет. Православните цркви за сега молчат и не ја коментираат јавно, веќе е отворената воња меѓу Москва и Цариград. Тактизираат и чекаат како ќе се одвијат работите. За владиката Петар пак немало раскол во православието, туку само недоразбирање кое што ќе се надминело. Би рекол повеќе од политички аспект, недоразбирање, тоа ќе се надмине, бидејќи не станува збор за канонски или догматски разлики во верскиот живот, во верата и така натаму, туку станува збор за некои политички недоразбирања кои длабоко верувам дека ќе се надминат со текот на времето. Во однос на посетата на папата Франциск во месец мај, кој ќе биде и првиот папа кој воопшто ќе ја посети нашата држава, митрополитот Петар рече дека Македонија и МПЦ имале коректни односи со Ватикан и тоа така ќе продолжило и во иднина.